Значи сме овде за да го кажеме нашиот став околу извештајот за прогресот на Република Македонија, донесено денес од комисарот Хан. Ние го поздравуваме овој извештај и мислиме дека местото не само на Република Македонија, него на целиот Западен Балкан е во Европската Унија. Мора да кажеме дека тешко е во овие моменти да се барат тие што придонеле за овој добар извештај. Заслугите повеќе одат на граѓаните на Република Македонија, но виновниците може лесно да се најдат. Виновниците се меѓу другото бившата власт, ВМРО ДУИ. Што се однесува до актуелната власт, мислам дека има доста за работење во овој процес, пошто во сите сфери има, би рекол, недостиг на резултати, почнувајќи од тоа што државата е фатена од политиката, на жалост продолжува трендот и да се државата да била заложник на политичките партии во овој систем. Борбата против корупцијата и криминалот, за жал, од доста процеси што се водат, судски процеси, се уште немаме ни едно судско решение некој да се казни за тоа што ги украл парите на граѓаните. Реформите во судството, што да кажеме, не е доволно само да се носат закони, него тие треба да се рефлектират во секојдневниот живот и да ги учествуваат граѓаните. За жал, судството се уште работи по моделот на селектирано судство. Реформите во јавната администрација, продолжува партизацијава на јавната администрација. Реформите во изборниот модел. За жал, во Република Македонија не сме имале се уште фер и слободни и демократски избори. Последните локални избори покажа едно големо вмешување на власта, на државата во изборниот процес. Децентрализацијава. Македонија е една од најцентрализираните земји во Европа. Во нашата програма као Алијанса има еден голем удел и место децентрализацијава, вистинската децентрализација, да општините располагат со многу поголем број процент на средства да ги обават своите надлежности. Економскиот развој. Во извештајот се наведува дека 2017 економскиот развој бил 0% во Република Македонија и како резултат на тоа не гледат младите перспектива. Огромна е бројката на тие што ја напуштиле земјата, се зборува за околу 25% од населението на Македонија што ја напуштила Република Македонија.